По прекинот во работењето и подобрувањето во системот за испуштање издувни гасови од фабричкиот оџак, од денеска компанијата за рециклирање хартија Paper Mill од Кочани повторно почна со производствениот процес. Производството беше запрено пред околу 1 месец со одлука на раководството на фабриката, откако Државниот инспекторат за животна средина издаде решение таа да работи единствено на котел на природен газ, се до моментот на решавање на проблемот поради кој се јавило надминување на пропишаните гранични вредности. Согласно последните мерења на акредитираната лабораторија, емисиите во воздух на речиси сите параметри беа во рамки на А интегрираната дозвола, а отстапки беа евидентирани единствено во емисијата на јаглероден моноксид. Во текот на едномесечниот прекин на работењето, Paper Mill интензивно работеше на финализирање на унапредувањето на производствените процеси во насока на обезбедување на поголема енергетска ефикасност, а со тоа и дополнително намалување на емисиите. За намалување на нивото на јаглероден моноксид и негово доведување во граничните вредности, како и подобрување на перформансите на ложиштето на котелот за подобро согорување на горивото, инвестирано е во дополнителни вентилатори и каналски систем. Направено е и детално чистење на котелот на биомаса, а поставени се мерни и регулациони инструменти со кои се врши автоматска регулација и континуирано следење со нивото на емисии. Стои во известувањето од компанијата Paper Mill. Од Кочанската фабрика за хартија нагласуваат дека дополнително е подобрен и системот за одземање цврсти честички од издувните гасови, односно унапредени се перформансите на така наречениот врекест филтер. Подобрен е и технолошкиот процес што директно влијае на потрошувачката на пареа, односно инсталиран е нов вакуум систем и систем за фино прочистување на масата. Во изминатиот едномесечен период, додека траеше прекинот во работењето, Paper Mill ги задржа сите 109 вработени со исплата на целосна плата, а од денеска целиот колектив повторно се врати на работа. По финалните прилагодувања во текот на работниот процес кон крајот на август, акредитирана лабораторија ќе изврши контролни мерења на испуштањата издувни гасови од фабричкиот оџак.